Добро утро, драги мои! И ова утро се надевам дека го почнавте денот со утрински пулс и со првите сервисни информации, а ќе го продолжиме овде во студиото со денешниот гостин и темата фотографирањето, животно мото. Гостин во емисијата денеска е професионалниот фотограф Александар Дончев. Александар Дончев е роден во Струмица, дипломирал на Националната академија за театарска и филмска уметност на одсекот за уметност и современа фотографија во Софија, Бугарија. Зад себе има 6 самостојни изложби, а учествувал уште на 8 групни поставки. Неговиот архив на фотографии нуди богата обиколка низ различни светови и приказни, па така во неговото портфолио може да ги разлистате модните фотографии со голема доза на уметничка трансформација, но и такви кои се овековечиле од едно парче од природата или еден момент од нечија емоција, или такви кои преку својата абстракција ве предизвикуваат на длабок разговор со себе. Ова е вашата кратка биографија, Александар. Добро утро и добре ни дојдовте во нашата емисија. Благодарам на поканата. Така. Да бидам гостин на вашата емисија. Најпрво кажете ни, ме интересира на која возраст се појави првата желба, првата потреба за фотографирање? Јас почнав со фотографија релативно доцна. Значи, некаде на 20 години, 20. Како се случи тоа? Јас живеев еден период во Украина и таму почнав со фотографија. Тоа беше еден нагон. Да се... Една моја лична борба со тој проблем со минување на времето, со фотографијата ми стана еден вид временска машина со која што можам да го... Да се вратиш назад? Не, туку да го задржам тој миг, да речеме, кој што ми се допаѓа, кој што сакам да остане подолго со мене и така. Еден вид терапија беше фотографија. Не сакајќи да избега времето и да се фатат некои моменти. Повеќе убавите, предпоставам, кога сте почнале. Почеток беа сите, а после така се филтрираа доста и остана поубавите. Со каков апарат почнавте? Првиот фотоапарат ми е Zenit EM, мислам, се викаше. И така, ми остана доста драги спомени со тој фотоапарат. Го чувате ли уште? Не, за жал го продадов. За да се купите? За да купам друг. Од како го продадовте, купивте дигитален апарат или? Не. Јас почнав со фотографија 98, значи се уште беше актуелна таа аналоговата фотографија. Дигиталната имаше на хоризонтот некој повидок за дигитална фотографија, но немаше воопшто. И фотографирав доста на филм со различни формати, значи со лајка формат, со среден формат, голем формат и така. Различни фотоапарати. Што беше темата на вашите први фотографии? Ме интересира. Што почнавте, што ве привлече да сликате, да фотографирате се? Да. Најпрвин го откриваш светот со фотографијата. Значи, најпрвин го откриваш за себе и гледаш како го перцепираат филтрира апаратот тој свет кој што го гледаш и ја учиш таа техника на цртање со светлина, значи, и после почнеш да комуницираш со другите преку овие фотографии кои што ги правиш, со тие твои откритија, да речеме на секојдневни предмети, секојдневни пејзажи кои што ги гледаш, но ги откриваш на нов начин, на друг начин. Така. И полека се навлегуваш, и се навлечуваш на фотографијата. Се кали фотографот во тебе. Се случува некогаш кога немате посебна светлина, да речеме, или моментот е битен, се случува да шкрапнете со фотографот па да излезе навистина добра фотка од тоа? Значи, кај мене најважно ми е пораката која што ја содржи
фотографията. Сега пораката нели се пренесува преку композиција од светлина, од агли, од тоналности и така натаму, ама фотографијата внатре треба да содржи одредена емоција за да ја направиш, мислам да ја заробиш таа емоција на фотографија, не секогаш е потребна идеална светлина, идеална композиција, понекогаш емоцијата си има некој свој собствен агол, свој собствена тежина, да, кој што се бележи некако само од себе. Значи многу е битен моментот во кој ќе се фати. Да, многу е битно да го препознаеш моментот и да тоа е еден вид моментот е еден вид огледало, знаеш. Ти одиш по улица и гледаш мигови во кои што препознаваш некои внатрешни состојби во себе и обично тогаш реагираш и фотографираш. Кај сите е различно, јас зборувам за себе, да. А се случило некогаш да помислите, леле, ова добра фотка ќе излезе од ова и да немам фотоапарат? Не, тоа сигурно се случило, или? Да, много често. Не, прашањето ми беше дали од некаква случка ситуација гледка мислиш дека ќе излезе нешто добро, па потоа не ги исполнува очекувањата, така да кажем. Да, ама сега тоа со дигиталната фотографија доста олеснато, знаеш. Повеќе пати. Со филмот беше малку по значи доста повеќе ги пресметуваш миговите, тоест не фотографираш било што, па да видам што ќе излезе. Туку веќе имаш фотографијата внатре во глава и знаеш како ќе излезе, знаеш на филм, како ќе излезе после на фотографија и така натаму. Додека со дигиталната фотографија тоа се олесни доста и фотографирањето е така, мислам, правиш многу фотографии и после избираш, да. Зашто е подобро за вас како професионален фотограф? На кој начин подобро можете поконкретно да се изразите себе си дали преку дигиталната или аналогната фотографија? Значи зависи од изразот. Ако ти се два тотални различни методи на обработка после на фотографиите, и двете. Значи и дигиталната ми се допаѓа многу и аналогната. За жал аналогната се потешко се доаѓа до материјали, но цената на аналогната не паѓа, туку напротив се качува. Конкретно за таа црно-белата фотографија. И да, и двете. Зависи од тоа што сакам да кажам и на кој начин после сакам да ја обработувам таа фотографија. Бидејќи едно е да ја работиш фотографијата на монитор, сосема различно е да ја работиш фотографијата во лабораторија, знаеш, со црвени светла, па сам си, со хемии, тука. Значи дигиталната фотографија има повеќе можности за експериментирање, за надоградување некакво на самата фотографија? Дигиталната фотографија е олеснување на целосниот тој фотографски израз. Значи, доста полесно е да се обработи фотографијата, да и се даде контраст, и се дадат... Сега со овие новите алатки може да се прават чуда, знаеш, се менуваат лица, тела и така натаму, цели пейзажи. И тоа е, мислам, зависи од израз, значи, зависи што сакаш да. Најубавата работа со аналогната фотографија е тогаш кога моментот знаеш дека е тој единствен момент и немаш повеќе можност да чкрапнеш повеќе со прстот, да направиш повеќе фотографии. Најубавата работа е кога тој момент ќе се погоди во тоа место и се е погодено. Да, тоа е еден дел од таа убавина на аналогната фотографија. Другиот момент ти викаме кога ќе влезеш во лабораторија, знаеш. Бидејќи се во моментот додека го немаш развиено филмот, ти не знаеш што имаш всушност. И секој развивање на филмот ти е откритие едно, знаеш. И ова и тоа станало така, тоа станало така. И после кога ќе го експонираш тој филм врз хартија,
тогаш се случва таа магија, значи се појавуваат линии, црти и така натаму. Александар, имаше ли некој кој те води во почетните денови на фотографијата? Дали директно или индиректно со гледање на фотографии? Кој беше тој? Имавте ли некој репер во животот пред да се запишете на академија? Значи, јас имам, не би сакал да ги наречам репери, јас ги, тоа се луѓе кои што размислувале исто со мене пред мене. Јас некако така ги гледам овие луѓе. Да, имаше доста фотографии кои што од кои што така гледам, учам и согледувам некои, знаеш, некои работи кои што тие ги имаат видено претходно. Би издвоил неколку, би издвоил два во моментот кои што така ми се допаѓаат најмногу. Себастијао Салгадо е едниот фотограф, бразилец е, и според мене еден од најдобрите репортажисти во светот до моментот. И другиот фотограф кој што така ми се допаѓа и кој што работи сосема различна тематика, тоа е Ник Најт од Англија. Тој работи така концептуална фотографија, модна фотографија и така различен пристап целосно имаат. Добро, кој е искуството што го добивте од академијата? Како ве насочи тој? Па позитивно е преценели. 4 години трае тој факултет, се учат доста работи. Јас би издвоил 3 вака изводи, нели, кои што ми остана. Едното е таа техничка подготовка. Второто е сите тие контакти кои што ги правиш со луѓето кои што се занимаваат исто како тебе, нели, со фотографија. И третото, кое што според мене е најважно, е да се најдеш себе си како фотограф. Значи, тоест ти работиш нешто овде, да речеме фотографираш, правиш, ама не знаеш дали тоа што го правиш е добро или не е добро и каде се класира таа твоја работа. Да речеме, во светски рамки, значи не само локално, не само меѓу пријателите, туку кај навистина се наоѓа твојата работа. И затоа мислам дека овој факултет беше многу важен и многу ми помогна околу таа работа. Ви даде една основа за да може да тргнете, да се развивате и да знаете на каде да одите. Затоа што човек кога почне да се занимава нешто со хоби, малку лута. Можеби тоа е доброто, да се открие себе си на тој начин, но сепак мислам дека добра работа е образованието за да знаете, баш како што рековте, каде сте и да ве изгради на некој начин, да ги изземете тоа искуство во тоа школување од 4 години или колку да е, да го изземете сето искуство, па да можете да продолжите да развивате свој свет. Да. Така. Факултетот е средство пред се. Мислам, секоја школа е средство. Така. Значи, треба претходно да имаш некоја цел и тоа средство треба да ти помогне во понатомошниот твој развој кон таа цел. Не да те зароби, туку напротив да те ослободи и да те насочи. Тоа е. Какви се техники има на фотографија? Фотографијата како цело е доста широка дејност, значи. Постои научна фотографија, постои репортажна фотографија, постои социјална фотографија, постои уметничка, комерцијална и така натаму и така. Мислам, има една купа примени фотографијата. Семејна, свадбарска. Да, и тоа е тип, и тоа е тип на фотографија. За жал, кај нас се знаат за неколку типови на фотографија, но и тоа во моментот тука е интернетот и сакале некаде луѓето се едуцираме во однос на не само на фотографијата, туку на една купа други дејности кои што постојат надвор од нашата
Средина. Средина, Кај што вие какви техники користите? Што ве привлекува најмногу? Значи не толку техники, туку кои жанрови може би. Значи јас работам претежно во таа комерцијалната фотографија, но кога работам за себе, а најчесто тогаш работам фотографија, јас работам во пейзажната фотографија, репортажната фотографија, она што се вика таблтоп фотографија, фотографирам доста и портрети. Значи зависи од проектот во кој што сум во моментот, знаеш. Како сте насочен, која потреба имате да стварате. Тука гледаме некои фотографии. Гледаме прва што ми остави впечаток е Дарламбос, тоа е струмичко село. Да, тоа е едно селце блиску до Струмица. Кое е веќе напуштено или полунапуштено, гледам? Не, значи Има луѓе. Како се случи да јас го сретнав Дарламбос на прошетка. Имаме ни пријатели кои што го посетуваат доста тоа место и заедно со нив бевме на прошетка и го запознав тоа место. Интересното за Дарламбос е што е релативно блиску до Струмица, некаде околу 20 километри од Струмица, но се едно е на друга планета од нас. Тоест, ние не знаевме речиси ништо за Дарламбос, како место, како луѓе. И така, мислам, беше еден период, живеев малку таму, некако недела, 2-3, не знам колку со луѓето и правевме фотографии од местото. Добро, може би ќе се навратиме подоцна сепак на тој дел што имате досега сработено. Да ги потсетам само на нашите гледачи дека може слободно да се јавуваат на нашите телефонски броеви кои ќе ги видат на нивните мали екрани и да постават некое прашање во врска со нашата денешна тема. Се разбира, ние со нашиот гостин ќе се обидуваме да му одговориме на некој љубопитен гледач кој што сака или да почне да се занимава со фотографија или веќе се занимава, па да му откриеме некоја тајна. Продолжуваме понатаму со разговорот. Александар, ме интересира каква опрема користите за фотографирање? Имам неколку фотоапарати, дигитални, аналогни. Имам доста осветление и објективи, една купа и така. Мислам, јас не сум... Јас ги викам овие техномани, нели, фотографи, што се. Сте роб на... Не сум роб, апсолутно, на техника. Мене ме интересира објективот до моментот додека ми треба, да речеме, за одредена работа, за одреден... Ако ти врши работа... Одредена фотографија што имам во главата и го зимам, го користам и тоа, не робувам многу на техника. Техниката е средство, знаеш. Средство на израз и... Кои од светските марки би ги издвоили сепак фотоапарати? Јас лично користам Никон. Мислам, тоа не би требало да биде како реклама. Добро, не се знае дека... Почнав со Никон, тоа ми е техниката, инаку имам Линхов, тоа е исто доста така познат фотоапарат, големо форматен е и така. Инаку има една купа, мислам, Hasselblad, Leica, Canon. Од тие аналогните, кои ви оставиле така поголем впечаток? Линхофот, со него така најдобро соработам. Руците знаат да, мислам, мое лично искуство некакво мало што го имам во однос на теоријата, знам дека руците произведуваат доста добри аналогни, произведувале доста добри аналогни. Произведува, сега не знам дали произведувале, така. Да. Значи, едно време. Има, да, Зенит, Зорки, ама тие обично ги следаат тие светски некои други марки, најчесто и јапонските.
Лидер во таа аналогна фотографија беше Leica. Тоа е првиот фотоапарат кој што си има појавено со тој познат формат кој што се користи во аналогната фотографија, Leica 24 на 36 мм. Уште 36-та година, мислам, си има појавено и прави револуција. Значи, до тогаш фотоапаратите биле кутии Масивни. огромни, да, кои што Морало да се ги статични. носиш со една кола зад себе. Ти имаш филмови, имаш лабораторија. А Leica возможила да луѓето да бидат послободни, значи да го носиш филмот внатре во апаратот, да имаш повеќе кадри, да правиш, да бидеш слободен, Така. едноставно. Мобилен апарат. Мобилен, да. Добро, предлагам овде да направиме една кратка пауза и да го видиме следниот прилог. Фотографијата е уметност, наука и практика за создавање на долготрајни слики со снимање на светлина или други електромагнетни зрачења, со помош на материјали чувствителни на светлината, каков што е фотографскиот филм, или по електронски пат со помош на сензорот за слика. Оваа тема има богата историја. Зборот фотографија произлегува од грчкиот збор фос, што значи светлина, и графис, што значи четка, односно цртање со светлина. Фотографијата како поим може да биде дефиниран како запишување на слика со помош на леќа и материјали кои се чувствителни на светлина. Фотографијата представува прво и основно средство за комуникација, без разлика за каков тип на фотографија станува збор. Каква ќе биде таа комуникација зависи од фотографот, односно на кој начин да се прикаже одредената сцена, а тоа значи на кој начин ќе се организираат сите елементи кои ќе се употребат во самата фотографија. Фотографијата настанала во Франција во првите децении на 19-тиот век. Токму поради тоа можело да се фатат повеќе детали и информации од областа на сликарството и скулпторството. Сликањето како остварлива постапка се навраќа во 1820-тите години со развојот на хемиската фотографија. Првата трајна оптичка литографија била слика, создадена во 1822 година од францускиот пронаоѓач Нисефор Непс, но подоцна била уништена за да не се умножува. Непс повторно успеал да создаде таква слика во 1825 година. Заедно со Луис Дагер во 1816 година експериментирал со сребрени соединенија кои изложени на светлина, мешавина од сребро и креда, поцрнувале. На почетокот фотографиите биле еднобојни или црно-бели. Дури и откако филмот во боја бил полесно достапен, црно-белата фотографија продолжила да се истакнува со децении, поради нејзината пониска цена и нејзиниот класичен фотографски израз. Важно е да се обрне внимание дека некои еднобојни слики не се секогаш чисто црно-бели. Тие исто така содржат и други нијанси во зависност од развивањето на филмот. Многу фотографи продолжуваат да прават некои еднобојни слики поради често докажаната архивска трајност. Фотографијата во боја се проучувала во средината на 19-тиот век. За првите експерименти во боја биле потребни посебно долготрајни експонажи, односно часови или денови за да се направат слики, а фотографот не можел да ја фиксира бојата на сликата за да не избледнува брзо кога е изложена на бела светлина. Првата трајна фотографија во боја е сликана во 1861 година преку принципот на тробојно сликање и за прв пат била објавена од страна на физичарот Џејмс Кларк Максвел. Идејата на Максвел била да направи 3 одделни црно-бели фотографии преку црвени, зелени и сини светла. Ово возможило фотографот да пресоздаде слика во боја со 3 основни каналчиња. Во крајот на 20-тиот век фотографијата доживеала уште една револуција со воведувањето на дигиталната фотографија. Sony го открил првиот потрошувач на фотоапарат кој користел електронски уред за поместување и ја обработувал сликата изоставувајќи ја потребата за филм, наречена Sony Мавица. Додека Мавица ги снимила сликите на диск, сликите биле прикажувани на телевизија, а фотоапаратот не бил целосно дигитален. Подоцна Kodak го открил системот на дигитал фотоапарат, првиот достапен комерцијален фотоапарат со единечна рефлексна леќа. Иако неговата висока цена ги спречила другите намени, освен во областа на фотоновинарството и професионалната фотографија, комерцијалната дигитална фотографија го започнала својот тек. Уште од своето основање, фотографијата заинтересирала многу научници и уметници. Научниците ја применувале за да ги снимаат и изучуваат човечкото и животинското движење, а уметниците се обидуваат да разгледаат други можности, различни од фотомеханичкиот приказ на реалноста, како на пример методот на живописно илустрирање.
Се создала цела легија од фотографи, не само професионалци, туку и аматери. Почитувани гледачи, се враќаме назад во студиото. Продолжуваме со разговорот со денешниот гостин Александар Дончев, кој е професионален фотограф. Вие слободно може да вртите на нашите телефонски броеви и да поставите прашање кое можеби ве интересира. Александар, колку изложби сте имале досега? Кои ви се вам позначени и кои теми ги обработувавте во досегашните самостојни изложби? Јас не водам точна евиденција колку се. Од прилика мислам дека се негде околу 8 или 9 самостојни изложби. Позначени, сите ми се значени, зашто изложбата е пред се контакт со луѓето, таму кои што ги гледат фотографиите. Имав во Скопје имам две, во Естра, во МКЦ. Естра овој факултетот што е за новиот за драмски уметности, за сценски уметности. Да. Во МКЦ во склоп на млад отворен театар имав една изложба, во Охрид исто во куќата, мислам, не куќата на Робевци, туку зад куќата на Робевци имаше еден простор кој што требаше да се користи за постојана некоја поставка музејска, па јас правев изложби таму. Во Безистенот, во Штип, во Софија имам изложби, во Пловдив, Велико Трново имаме изложби исто правено. Но мене лично најмили ми се овие во Струмице што ги правам, бидејќи со луѓето тука се знам. Повеќето од, да речеме, изложбите кои што беа во Струмице се места препознатливи и за луѓето тука што се. И интересна ми е таа комуникација меѓу фотографијата која гледат и нив, и знаеш кога препознаваат тоа место. Знаеш како момент. И кога го погледнуваат со ваши очи, условно кажано, нели? Да. Па дават некаква оценка дека тоа се случува нели нормално, а тоа баш не сме го забележале во изгледа. И се идентификуваат со него. Им значи повеќе така тоа место. Инаку имаме една изложба, таа е трајна поставка на една онлайн галерија на Ленс Култур се наоѓа. Ленс Култур е во моментот водечки светски портал за уметничка современа фотографија. И за да добиеш поставка таму, треба да добиеш покана предходно и да си имал некаков труд па да виделе. Значи доста, да. Инаку тој портал мислам дека има некаде околу милион следбеници и е доста гледан, така да секој што нешто значи во фотографијата и што има некој име се наоѓа таму. На некој начин и тоа е некаква интернационална изложба кај што може да го кој што е постојана и е одлично. Кои се темите од кои тргнувате кога правите фотографија? Работам на различни теми. Во моментот, например, работам на 4 различни паралелни проекти. Не би сакал да ги откривам сите, кои се што се, бидејќи сакам да се сработи, под кога ќе се сработи да се види, разгласи како проект. Инаку овие фотографии кои што ги работам, целта ми е да некои ќе треба да станат изложби, но повеќето сакам да станат книги, значи албуми, фотографски албуми. Во моментот се доста актуелни тој тип на публикации и според мене лично најдобро го презентира оно што сакам да го кажам. Работам, значи, на
различни. Некои се врзани со пейзажи, проекти, некои се врзани со одредни репортажи кои што ги правам. И така, мислам, не се финансирани од никој, јас лично си ги спонзорирам и си ги правам. Не би сакал некој друг да ми наметнува правец или начин како да бидат направени. Така. Ви се случувало ли да имате некој добар момент, некој момент кој што и самите знаете дека ќе биде добра фотографија од него, а е поврзан со луѓе и да ве видат во моментот и да не сакаат да ги фотографирате. Сигурно ви се случувало, но барем раскажете еден таков момент. Да, и според мен е многу коректно од кога ќе го фотографираш некој, да му кажеш дека е фотографиран. И ако во моментот тоа, да речеме, мене ми иритира кој што се случува тука на нашите простори, ве фотографираат и се наоѓаш себе си на некои социјални мрежи, тоа мене не ми се допаѓа. Да, според мене не е етички, да. Бидејќи тоа сепак кај сум, шо сум и со кој сум е одредена моја слобода и одреден мој личен простор и не би сакало на тој начин да се узурпира. Да, ми се имаат случајно неколку пати, значи, сум имал и реакции од луѓе и кога имам реакција бришам таа фотографија. Конкретно пред неколку месеци често патувам на Света Гора и работам таму на еден проект и обично со овие монасиците кога работам, разговараме претходно или ги известувам дека ќе фотографирам и сум имал реакции. Да речеме, има некој миг кој што нема време да се извести, бидејќи ќе го изгубиш. Го фотографираш прво, па после му покажуваш и му може ли да ја фотографирам, може ли да ја публикувам оваа фотографија и така натаму. А многу често во светот се бараат така наречени модел релиз, се викаат. Тие се едни листови кои што моделот кој што го имате на таа фотографија или луѓето ви пополнуваат согласност. Дека да, ние се согласуваме да биде издадено, да биде во јавност. Следува тужба или следува низа на тужби, тоа се води како прекршок, доколку правиш нешто кој што. Спомнавте Света Гора. Да. Кој проект, што е проектот што го работите таму и колку време веќе? Значи, тој е мој личен проект. Го работам веќе некаде околу 3 години и одам наизменично таму. За да се оди таму се потребни одредени дозволи кои што ги издаваат, бидејќи Света Гора е република. Монашка. Да, тоа е монашка република и ти си имаат собствени закони, правила, и не може секој да влезе таму. Не може секој да влезе. Мислам дека жени не се пушта воопшто. Мислам дека нема и животни жени. До таму и стигна. До толку се ригорозни на тема жени. Како успеавте вие да добиете тоа? Се добива, мислам, виза. Треба да се аплицира таму, ти имаат посебен начин на аплицирање, поминува одредено време, дават одобрение, го филтрираат барањето. Се оди. И што работите? Тоа е посебно место. Многу, мен лично, многу ми е така мило и продуховено. Да, апсолутно. Друг свет. Се чувствува да енергија што ја дава. Јас лично не сум бил, да. И луѓето и самото место, практично симбиозата од... Да, тоа место е како кога ќе одиш на Света Гора, седно се враќаш во времето. Знаеш, тие живеат во Византија. Манастирите се во вид на тврдини, знаеш. И функционираат по сосема различен начин од нашиот. Имаат апсолутно други вредности.
И секој кој што е во можност, јас би препорачал да оди на Света Гора, да. Не би сакал, нели, мислам, сите манастири ми се мили било кој манастир е. Сигурно. Да. Не само таму. Тоа Света Гора како цело е начин на живот, значи не е. Ќе ни откриете ли што работите таму? Од што се состои вашиот проект? Не би сакал детално, нели, да Така, разговарам. Се состои, дел има пейзажи, дел со луѓе и тоа сето е споено во таков еден расказ кој што се надевам наскоро ќе добие финална форма и ќе се обелодени. Ќе го објавам, да. Каде планирате да го објавите? Па процедурата на објавувањето е интересна. Значи, најпрвен се почна, мислам, јас лично овие проекти најпрвен ги носам на така наречени портфолио ревјуа. Се викаат. Се состојат од се собираат од цел свет, значи експерти, фотографи, галеристи, публицисти и така натаму. Луѓе кои се во директен секојдневен контакт со фотографијата. Таму го покажуваш тој проект, тие го одобруваат, добиваш понуди за публикација, понуди за изложби, понуди за... На тој начин функционира тоа, да. Така. Александар, фотографијата и сликањето. Познам луѓе кои велат не знам да сликам, да цртам, ќе се обидам со фотографија мојот талент, мојот поглед на нештата да го искажам. Има ли тука вистина колку е тоа блиско? Колку се едни со други блиски? Значи, и двете се визуални уметности. И двете имаат еден краен продукт. Еден краен продукт, да. И двете сака да целиот тој израз да го преточат на одредена плоскост, значи на еден дводимензионален објект. Така. Дали хартија, дали платно. Да, средството за достигање на тој резултат е различен и кај фотографијата, и кај сликарството, но мислам дека и доживувањето при сликањето е сосема различен од фотографирањето. Значи тоа според мене најдобро треба да го илустрира некој сликар кој што навистина, мислам, сака да слика и прави слики. Да. Мислам дека тие се доперни точки. Така. Знаеме дека филмот многу е битна фотографијата во филмот. И за тој главниот водач на снимањето, така да кажем, главниот камерман, се вели дека е директор на фотографија. Така да. Во филмовите сигурно ги забележувате тие моменти кога фотографијата е добра, кога има посебна некоја магија од самата фотографија, од самата... Би издвоили ли некој од светските мајстори на филмот кои ве доближуваат исклучиво само преку фотографијата? И дали би сакале, ако не можете во моментот да се сетите, дали би сакале да пробате чисто да се занимавате како со директор на фотографија со таа професија? Ние на факултетот имавме филмска фотографија. Така? И тоа е еден дел од нашето звање после, нели, нашиот назив, после завршувањето на студиите беше и тоа дека можеме да работиме како директор на фотографија на одреден филм, да. Имаат многу доперни точки, мислам. Директорот на фотографија е фотограф. Бидејќи кој ја осмислува сета? Тој го осмислува заедно со режисерот. Сепак тоа е тимска работа, значи заедно со режисерот, со сценографот и со еден куп
друг Стилисти, куп други швингери, луѓе, да, така, кои што го влегуваат во сетот. осмислуваат композицијата на целосниот кадар. И после, нели, од кога ќе го композираат целото тоа со осветление, со сценографија, со сите тие атрибути, го пуштат дејството да помине низ кадарот. Јас лично не ги следам многу филмските, значи за мене тоа е различен медиум, бидејќи она што јас го сакам да го кажам се разликува од она што филмот, да речеме, на кој начин филмот зборува се со изразува, публиката, да, се изразува. За да се разбере разликата меѓу филмот и фотографијата, ако го употребиме, да речеме, ако ја употребиме книжевноста, се едно поезија, хаику поезија со романот, не знам, Толстој од 1000 страници. Значи, филмот раскажува бавно, додека фотографијата раскажува веднаш, так. Таа бара директен контакт и моментална реакција кон виденото. Мене ме интересира тоа, значи јас лично не раскажувам преку филм. Ми се допаѓа филмот, значи ги следам тенденциите, ги следам терковите, но значи не сум филмоман да ги следам мимињата, кој шо, како. Ако направиме една ретроспектива на македонските филмови, играни филмови, Добро. би можело ли да се каже дека во глобала имаат добра фотографија? Апсолутно имаат добра фотографија, да. Македонија има многу луѓе кои што се занимаваат одлично со фотографија, со камера. Има добри режисери, но за жал филмот како уметност е доста скап. Знаеш, и за да направиш добар филм, ти требат не секогаш, нели, не е тоа најважно, не е тоа предуслов, но во секој случај се потребни средства. Ние сме мала држава и средствата кои што може од државата, од фирмите да се оддават и така натаму се доста мали во споредба со она што бара одредена филмска продукција. Јас мислам дека најмалите филмови коштаат некаде околу $1, 2 милиона долари, 4 милиона долари и така натаму, па цените одат нагоре. Многу е скапо како процес. Така. Има поврзане со многу други работи, освен со фотографијата. Да, фотографијата е многу поиндивидуална, знаеш. Ти можеш да го земеш фотоапаратот и да одиш надвор и да кажеш што сакаш да кажеш. Да, добра беше компарацијата што ја направивте од областа на книжевноста со поезијата и големите романи. Александар, некој ако сака да почне да се занимава со фотографија, што би му препорачале? Ете, од каде да почне, каков апарат, потребен ли му е полупрофесионален барем апарат или може со оние малите кои... Јас би препорачал најпрво да најде внатре во себе израз. Тоест, да сака да каже нешто. Тоа е најважно. Најбитен е внатрешниот порив, техниката е како што повеќе пати нагласи средство. Тоа е споредна работа, мислам, средство. Да, во фотографијата е важно како фотоапарат имаш. Мора да го имаш тоа. Доколку сакаш да се занимаваш со големи формати на принтови, ти мора да имаш голем форматен апарат. Или изразено во денешните дигитални термини, треба да имаш многу мегапиксели. Колку повеќе мегапиксели, толку поскап фотоапарат, треба да имаш квалитетен објектив, треба да имаш квалитетно тело, треба да имаш статив, треба да имаш осветление и така натаму и така натаму. Но најважно е да најде што сака да каже, тој што почнува со фотографија. И јас би препорачал на сите оние кои што сакаат да се занимаваат со фотографија да се едуцираат најпрви општо, знаеш, културно. Тоест да гледат филмови, да читат книги, да
разгледуваат списания, да разгледуваат Да се најдат себе си. да разгледуваат фотоалбуми, да се најдат себе си и после со овие, преку тој процес, тој нивен нагон ќе се профилтрира Така. и ќе го најдат својот израз, ќе ја најдат својата фотографија. Убаво го каже тоа најпрвин, затоа што за секоја една работа најпрвин битно е самите да ја пронајдете Апсолутно. работата во вас и она што ве привлекува, а потоа доаѓа нели тој процес на чекај сега во однос на фотографијата, ајде да прашам тој фотограф колку тој фотоапарат колку пари чини, па може ли со помалку да почнам, па да видам кои се можностите на другиот и така натаму и така натаму. Се зависи како гледаат доколку гледаат како средство за да вадат пари, да речеме, да фотографираат, не знам, свадби, веселби и така натаму, тоа е Друга сосема работа. различно, да. Тоа е занаат. Кажете ми објективот, знам дека е многу битен дел Да. од фотографирањето. Кажете ми што е тоа што го прави посебен на кои гледаме нели обично спортските фоторепортери да. имаат големи објективи. Да. Откриете малку повеќе во врска со објективот. Важно на објективот е така наречената светлосила. Значи, можноста да абсорбира повеќе светлина и таа светлина да ја предаде на носителот на фотоапаратот. На обработувачот на информација. Да. Така. Значи, таа светлосила се гледа по бројката на диафрагмата, на F бројката, како што ја викаме. Колку е таа помала, толку објективот е поквалитетен. Значи, обично, да речеме, нормалните објективи се најдобро светлосилни. Тие се со 1 спремо 1.2, 1.8, 1.4, 1.28 и така натаму. Се ќе навлеземе во доста технички поеми, меѓутоа тоа е она што се гледа во објективот. Инаку објективот има многу делови внатре во него кои што го прават толку скап колку што е и толку добар колку што е. Ти што ги спомна овие спортските фоторепортери, тие најчесто имаат најскапи објективи. Нивните објективи се фиксни, обично околу 300 до 400 мм и имаат F бројка околу 2.8, значи име диафрагмата, да, и коштаат некаде околу 11.000 евра, 12.000 евра, 20-30.000 евра. Еден објектив. Да, еден објектив. Тие се многу скапи. Тие се најскапи објективи заедно со објективите кои што ги користат фотографите на дивата природа. Тие кои што одат, што знам, џунгли, савани, што фотографираат животни. Кога треба да се фати нешто во движење, така? Или Не само во движење, туку и во далечина. Значи да да го го приближиш тој објект и да биде чист. да биде јасен, да биде... Вашето искуство во природата? Во џунгли сигурно немате одено? Џунгли не, да. И не би сакал да ти кажем. Опасна работа е тоа. Не, Не сте така. има, јас ги разликувам луѓето на следниот начин. Има луѓе кои што сакаат море, да речеме, сакаат да име широко. Има луѓе кои што сакаат планини со шуми, има луѓе кои што сакаат планини голи, степи и така натаму. Има луѓе кои што уживаат у џунгли, јас лично не уживам. Вие имате џунгли, некаква врска со алпинизмот, со планинарењето? Да, јас се занимавам доста време со алпинизам. Во моментот и сум со назив инструктор, алпински инструктор. Председател сум на еден клуб во Струмица, алпинички клуб Скала. Имаме доста членови, имаме вежбална, вештачка карпа имаме затворено. И така, доста се занимавам. Мислам, доста. Кога одите? Доста, да. Кога одите на искачување на некоја карпа планина, фотоапаратот е секојаш тука? Па да, во моментално... Што ви е побитно? Дали фотографирањето во тој момент или
алпинизмот? Значи, доколку ставиш за цел фотографирањето, искачувањето ќе биде послабо, со послаб интензитет. Доколку го ставиш искачувањето како приоритет, фотографирањето ќе биде со послаб интензитет. Тоест, И комбинирате, значи, обично? да, фотоапаратот стана средство во алпинизмот да објасниш на луѓето кај си бил, што си бил, да покажеш на спонзорите, да речеме, кои што го финансирале тоа твое патување, што имаш направено, кај... Дека навистина се бил таму. Да, и да... Така, да им го доловиш тоа достигнување, бидејќи алпинизмот, за жал, за разлика од другите спортови, нема публика. Таму си ти, твојот партнер, да речеме, и Господ, мислам, нема никој околу вас и потребно е одредено средство кое што ќе го документира тоа достигнување. Ве привлекува повеќе урбаната фотографија или природната, така да кажем? Значи, зависи од расположението, што ми е во моментот. Доколку сакам да сум надвор од луѓе, сакам да сум во природа, да фотографирам пейзажи, да комуницирам директно со природата околу мене. Доколку ми фалат луѓе, да речеме, доколку повеќе време поминувам во канцеларија, си сам, имаш потреба од информација, имаш потреба од луѓе, фотографираш околу луѓе, фотографираш урбано, ти треба таков тип на информација и така, мислам. Имате моменти кога се затварате во студиото и имате неколку модели на располагање, работите ли со модели? Да. Какво е искуството со нив? Значи, со модели имам работено многу. Имам работено доста во модната фотографија. Уште додека студирав, работев со модни студија во Софија. Беа три така најактуелни кои што беа таму во моментот, работев со нив. После тоа во Македонија работев речиси со сите тука што се модни студија, со доста креатори модни од Македонија. И искуството пред се треба да дефинираме за кој тип на фотографија станува збор. Доколку станува збор за фотографирање на модели за некои каталози, за некои списања, станува тип за работа. Значи, тука имаш екипа, имаш задача, да треба да ја исполниш и нема многу време за експериментирање, за доживување, не знам какво. А доколку станува збор за некој личен проект, тогаш е различно, на друг начин го поставуваш односот и задоволството е поразлично отколку. Ќе се навратиме на разговорот токму на оваа тема, на моделите во студиото и вашето искуство со тоа. Овде ние, почитувани гледачи, правиме кратка пауза во разговорот со уште еден прилог за неколку корисни совети за добра фотографија. Да погледнеме. Се вели дека една слика вреди 1000 зборови. Една фотографија може да ја долови суштината на нешто моќно, подобро од кој било писател или поет. Зборовите можат да бидат извадени од контекст, да се изгубат во преводот или нивното значење да збуни и погрешно да се протолкува. Додека фотографијата е нешто едноставно, се наоѓа пред нас и не е само мешавина на бои ставени на хартија. Фотографијата може да ги разбуди чувствата во нас. Постојат професионални фотографии и аматерски фотографии. Аматерските фотографии се фотографии направени од лица, така наречени аматери, кои тоа го прават чисто од хоби или забава. Професионалните фотографии не се само осамени замрзнати слики на еден миг. Тие се едноставно потсетници на спомени, добри и лоши. Поради тоа, потребно е да се знаат основните правила или елементи за добивање на една професионална фотографија. Композицијата, која представува смислено распоредување и составување на елементите што ги фотографираме, за фотографијата да изгледа соодветно и да се постигне саканиот ефект. Преку елементот читање на фотографијата, гледачот најпрвин потребно е да го насочи своето внимание на главната содржина на фотографијата, потоа да ги истражи споредните елементи на фотографијата за повторно да го врати вниманието на основниот објект.
Почетниците честопати објектот на фотографирање го поставуваат во средината на кадарот. Меѓутоа, така се добива фотографија која има големи празнини од страните и од горната страна на кадарот, а центарот на интерес е изгубен во празнината на просторот. Контурите помагаат на фотографијата да се препознае предметот што се фотографира. Според уметниците, тоа се смета за еден од најважните елементи на фотографијата. Според елементот наполнија фотографијата, главниот предмет на фотографијата треба да се постави во преден план во споредба со останатите елементи. Со тоа се постигнува длабочина на фотографијата. Стив Мекари, признаен гений и автор на фотографијата на National Geographic, афганистанска девојка, преку сопствен пример има покажано дека со почитување на основните начала на составот, секој може да добие една убава слика. Еве неколку негови корисни совети кои би можело да помогнат во создавањето на една професионална фотографија. Користење на дијагонални линии кои доколку се добро избрани создаваат динамика на просторот. Доколку се фотографираат луѓе, да се користат природни линии, професионално наречени водечки линии. Исто така, односот на ликот и позадината се смета за битно правило при изработка на фотографија според кое треба да биде пронајден контраст меѓу субјектот и позадината. Една од најчестите грешки е одсечување на нечија глава или друг витален дел од телото. Тоа вообичаено се случува кога се концентрираме на нешто друго во кадарот и не внимаваме на субјектот во позадина. Сите овие совети нема да помогнат ако фотоапаратот биде оставен дома. Спонтаните моменти се непроценливи фотоспомени. Сликите се прекрасно комплексни во нивната едноставност, една фотографија може да раскаже цела приказна. Почитувани гледачи, се враќаме назад во студиото да го дозавршиме нашиот денешен разговор со фотографот Александар Дончев. Александар, пред малку спомнавме искуството со модели во студио. Да. Знам дека дали цела дипломска или дел од дипломската твоја беше правена со еден мој колега Колјо Черкезов и имав во раката сум го видел само целиот проект на една брошура. И бев воодушевен како сето тоа е сработено, од кој агол, од кој аспекти, колку еден човек, еден актер, добро, Колјо Черкезов е доста пластичен, доста Добар актер. Добар актер, и е податлив исто така и за фотографија, и е некако симетричен. Да. Сте имале добар модел, сакам да кажем, но и вашата работа е овде би ја земал во пред се затоа што различни стилови видов таму. Да. Имаше сенки, имаше Да. експресии. Ама, значи, јас би сакал да те коригирам за не станува збор за мојата дипломска работа, станува збор за дипломската работа на Даниела Абаджиева во тој момент. И беше заеднички проект помеѓу, мислам, иницијативата беше од Даниела, Колјо Черкезов исто и бев тука јас. Значи ние тројцата, тоа е заеднички го сработивме. Целта ни беше да видиме целата таа палета од различни ликови кои што може да се прикажат од еден актер. За релативно кратко време. Тој проект го реализиравме за, мислам дека за 2 дена. За 2 дена беше целото фотографирање. И беше многу интересно. Ти и сам спомна дека Черкезов е доста пластичен и многу добро комуницира со фотоапаратот, со фотографот, со објективот и
целосно со овој проект. Подготовка имавте ли некоја? Подготовка? Разговаравте ли за тоа како што? Да. Претходно да, се гледавме, разговаравме за одредени улоги кои што да речеме на него му лежат, кои што претходно има играно во тие ликови. Практично и негов некој порив да се искаже, можеби некои натрупани емоции, ликови емоции изрази, кои што сакал да ги изрази, а немал. Да. И беше фантастична соработка. Тој проект најде на многу така добар прием на секаде, меѓу другото. И го реализиравме со една изложба на Млад отворен театар. Изложбата се викаше 8 промени, мислам дека се викаше. И така беше многу добро, многу добро помина. Всушност јас излажав на почетокот, ја видов и изложбата. Брошурата е тоа што ми оставила впечаток затоа што можеби сум ја земал, но изложбата ги видов и фотографиите. Добро, а кажете ни за искуството со струмичките актери и за проектот кој беше експериментален и беше инспириран од расказ на Чехов, Павилион број 6. Павилион број 6, да. Јас со актерите од Струмичкиот театар уживам кога работам, бидејќи сите тие се така доста пластични, добри актери, податливи се за работа и обично ти видам задоволство да се работи, големо задоволство. Овој експеримент беше така еден обид да се пресоздаде една сцена од тој расказ, конкретен еден момент од таа сцена кога ликот избувнува и влегува во едно лудило. Идејата ми беше сите актери да го одиграат тој лик, а јас да го фатам точно тој момент кај сите на прекршување. На прекршување, да. И да видам после како ќе комуницира тој момент со сите и со нас. И мислам дека излезе добро и мислам дека ќе треба да го повториме уште еднаш, бидејќи според мене ќе треба да го дофилтрираме малку и сепак има во моментот и нови лица во театарот и ќе биде интересно да нешто сите да го направиме, да. За жал некои од актерите кои што беа во тој проект не се живи, мислам дека Зора, да, премина, да. Но сепак ќе учествува во тој проект. Тоа е магијата на фотографијата, знаеш, овие луѓе уште живеат, без разлика што останува живна фотографија, а со тоа и се навраќаат спомените. И се навраќаат, да. Александар, јас те задолжувам да дојдеш во театарот и да направиш, да го довршиш проектот или да направиш друг проект. И ти благодарам што беше мој денешен гостин, што одвои време, што стана рано на Сабајле и да си позборуваме малку за една тема која е доста актуелна и интересна. Да, те благодарам на тебе, те благодарам на поканата од колегите и задоволство ми беше. Следното гостување ќе биде за алпинизмот. За алпинизмот, така. Добро. Почитувани, ова беше се за денеска. Се надевам дека на сите оние кои сакаат барем како хоби да се занимаваат со фотографирањето, денешниот разговор малку ви даде поттик да излезете и да направите некоја фотка. Имајте убав ден и исто така добро исполнет ден. Довидување до утре.